никогаш не е доволна или не е доста, така да кажам, да се спомне името на Исус или да се смести во реченица со најубавите епитети. Исус величествениот, Исус славниот, Исус прекрасниот, Исус чудесниот. И колку и повеќе да редите од овие епитети, не се доволни да ја донесат длабочината на неговиот карактер. Причината што постојат 8 милиарди приближно во светот, кои што се израз, еден дел или отслик на она кој е тој, во суштина не се доволни. Бидејќи дури да имате можност да ги сретнете сите тие луѓе, ќе се зачудите од нивната уникатност. И мајки го Светиот Дух во вас, ќе знаете дека се израз на Господ. И сите тие предни што постоеле, и сите тие што ќе постојат после нас, повторно нема да бидат доволни да ја донесат комплетната слика каков е Господ. Бидејќи тој е креативен и постојано ја изразува својата креативност преку сите во цел свет. Амен. Таков е нашиот Господ. И ние овие песни толку пати сме ги пееле. И сме ги преслушале, меѓутоа, не знам за вас, меѓутоа за мене секогаш одново и одново е нов момент со Господ при истата мелодија. И тоа е нашиот Господ. Бидејќи за Господ бара и чека да не најде во сите тие моменти и да ни донесе нешто ново. И затоа во Библија, нели, кога читаме во Исаја вели, еве правам нешто ново. И ние колку пати сме го прочитале тој стих. И навистина при секоја средба со некој брат или сестра, при секоја нова проповед, при секое ново пеење, навистина стануваме свесни, навистина Господ прави нешто ново, бидејќи секој момент е збогатен со неговата уникатност. Амен. На таков Господ му служиме. Знаете дека веќе известно време, ова е, не знам, трета или четврта, така да кажам, сесија, да се осврнуваме на една тема во неделните проповеди и беше одлучено да наредниве 8 недели слушаме и бидеме збогатени со познавање или со откровение за црквата. И ја верувам дека и тоа како е многу важен тој момент да слушаме кои сме ние индивидуално во Господ и како црква. Зошто? Бидејќи ни треба се подлабоко да одиме во откровението и во разбирањето што е црквата. Зошто сме на планетата Земја и како Господ ја гледа црквата, бидејќи ние се придвижуваме се повеќе и повеќе до тој момент подлабоко да го запознаваме Господ како тој размислува за црквата. Бидејќи се уште ние не сме дошле до таа полнота на мерата во зрелоста на Христос, нели? Ние сме на тој пат и фала му на Господ за Светиот Дух што ни го дал како израз на неговата благодат, бидејќи милост е да ти биде простено, иако си заслужил казна. Благодат е да дојде Светиот Дух да живее во тебе и да ја донесе Христовата природа во тебе. Амен. И така продолжуваме и вечерва за црквата како фактор на стабилност во нашите животи, но и генерално во едно општество и во светот. Како што кажав на почетокот, стабилноста во едно општество не доаѓа од добро проверениот економски систем или од политичко уредување или од било каков општествен систем. Стабилноста доаѓа од стабилноста на црквата.
И како што кажав на почетокот, црквата е таа која што ја носи вистината во овој свет. Амен. Светот нуди многу опции на квази вистина, меѓутоа вистината ослободува. А тоа е Христос. Амен. Дали ќе може Лука 13 глава од 18 до 20 стих? Ќе гледам да сум кратка во интереси на вашето скапоцено време. Бидејќи се што е поврзано со вас е скапоцено. И мајки го тоа во предвид, бидејќи Господ така ве гледа, учам и јас да ве гледам така, бидејќи се што е поврзано со вас е скапоцено, бидејќи Господ така каже. Амен. Лука 13 од 18 до 20 стих. Потоа Исус нели рече: на што прилега Божјото царство и со што да го споредам? Прилега на синапово зрно, што човек го зема и го посејува во својата градина, каде израснува и станува големо дрво, а небесните птици прават гнезда на неговите гранки. И пак рече: со што да го споредам Божјото царство? Тоа прилега на квасот, што се зема, во други преводи е што жена го зема и го става во 3 мери брашно, додека сето тесто не скисне. Ја искрено уживам во овие две параболи за Божјото царство, бидејќи ми се многу убава слика за црквата. Знаете, Исус во Евангелијата многу на тие што го слушале им зборувал во параболи, односно во споредби. И ако забележите додека ги читате Евангелијата, сите тие споредби се поврзани со предмети со нешто од нивното секојдневие, од нивните занимања, од нивните професии. Нели, сејач, земја, семиња, лозија, сето тоа што било обкружување во тоа време и дел од секојдневието на евреите. Видете колку е Исус мудар во своите постапки, како да им се приближи на луѓето и да им се доближи до срцето. Не им зборувал за ракетна физика и за Бернулиеви равенки, кои што не биле дел од нивното секојдневие, туку им зборувал за нешто што им се блиски на нивното срце, со кои што тие може да се поврзат и да ја разберат длабоката причина. И Исус нас треба да ни е моделот како ние постапуваме со другите луѓе. Ние не сме повикани да се правиме паметни. Ние сме повикани да се поврземе со луѓето и да ги сретнеме таму каде што се, за да бидат отворени да го примат Христос. И јас кога ги читам овие две споредби за Божјото царство, многу силно ми алудираат на црквата. Посебно споредбата за синапово зрно. Бев точно може пред 1 година кога се спремав за детскиот час во црква со децата и отидов на Зелено пазарче и токму лекцијата за децата ја спремав од оваа споредба, викам ајде ќе отидам на Зелено пазарче да купам синап. Неверојатно малечко зрно е. И потоа отидов на интернет и изгуглав како изгледа синапово дрво. Огромна крошна. И најдов слика, бидејќи во другите евангелија ќе читате дека Исус кога ја кажува ова споредба вели и расне синаповото семе во толкаво дрво што луѓе доаѓаат да се одмарат по неговата сенка. И најдов на интернет слика од синапово дрво огромно расцветено и луѓе одмараат. Многу интересно. И семето е во моите раце, а од друга страна читам сега тука споредба ќе развива гранки и птици ќе прават гнездо. Што прави птицата во гнездото? Ужива, се одмара, нели своите младенчиња ги расне во гнездото. И се Исус вели со што да го споредам Божјото царство? Ќе го споредам со синапово зрно. Вие знаете, земјоделците, што се случува со синаповото зрно. Пред ваши очи ви се случува чудо. Она што Даве го пееше во песната, штом се спомне Исусовото име, чуда се случуваат. И мене тие процеси, како такво семе, кое што е толку малечко,
да порасне огромно дрво каде што птица ќе може гнездо да направи за да се одмара или луѓе да се одмарат под сенката на тоа дрво, ми е фасцинантно и благодарна сум му на Исус за неговата мудрост, бидејќи многу ме охрабрува затоа што сум дел од нешто што е вау големо. Нека не ми замерат луѓето што му замериле на пастор Илија која кажал вау. Меѓутоа навистина не може друг збор да се употреби онака леле. Навистина е чудесно и интересно е какви слики Бог таткото му дал на Исус од небото за тој да донесе нешто што е толку суштествено за оваа планета Земја. Бидејќи секој може да се поврзе со оваа слика. Секој ужива во сенката на дрво, поготово во Скопје во јули месец. О, и тоа како ни значи дебела сенка дабова. Како што, нели, Константин Миладинов или нашите поети, дебела сенка дъба. Нели, многу ни значи за нашата уморна душа. И сега споредбата за Божиото царство е токму во такво дрво. Или земаш брашно кој што ти се лизга низ прстите, нели, има некоја текстура и ставаш квасец и одеднаш целата вангла после 2 сати прикипува и го печеш и цело семејство се насладува. Исус вика, така ќе го споредам Божиото царство. Тоа е ефектот на Божиото царство. Топло лепче. Топло печено. Топло печено лепче. И мислам, лебо, нели, Исус кога го спомнува е символ за нешто што ни е насушно потребно. И Исус сега, Божиото царство го споредува со нешто што не само што ти ја заситува гладта и те држи здрав, туку и ти носи благослов на твоите сите чувства во јазикот. И плюс, можеш и другите да ги викнеш дома да се насладуваат на тоа што прекипело од ванглата. Исус вика, така ќе го споредам Божиото царство. Ова е сликата што сакам да ја запомните, да ви остане тука и тука. И знаете што? Ова многу пати сум го спомнала претходно и повторно ќе го спомнам и најверојатно кога ќе проповедам следниот пак може да ќе го спомнам, бидејќи никогаш не е доволно. Кога ја читате Библијата и кога некој стих ви отскокнува, секогаш барајте го целиот контекст. Никогаш не застанувајте само на тој стих. И ја кога ги читав овие параболи, викам ајде ќе отидам неколку стихови погоре, да видам во кој контекст Исус го кажува ова за небесното царство, за Божиото царство. И е во контекстот кога Исус ја исцелува жената која што била згрбавена и не можела да се исправи 18 години. И многу е интересно што да се случува. Ако го читате контекстот, нели на 17-тиот стих, сето тоа што се случувало пред оваа парабола, Исус нели ја исцелува жената и сите му се љутат зошто е исцелена во денот за одмор. Нели, 7-миот ден на еврејскиот шабат, кај нас би требало 7-миот ден да е недела, значи не сабота, него 7-миот еврејски ден за одмор е шабат и Исус токму на шабат ја оздравил. И нели на шабат не смело ништо да се работи. Замислете, толку навлегле во традиции и во нивни измислени човечки традиции, што робството неизино изгубиле сочувство за тоа што и се случува на таа жена, само во името на традицијата. Не сме да се работи. Работа ли е да го ослободиш некого? Не, чести привилегија за да може да вкуси колку е добар Господ. И еве го Исус, и гледайте што се случува во 17-тиот стих. Нели Исус им го кажал тоа, ако нели имаш врзано осле или вол, нема ли да го ослободиш ако е заробено, па дури да е шабат, ќе го оставиш ли да се мачи? Не.
И се вели, оваа жена 18 години беше заробена. И им вели, и кога го рече тоа, се засрамија сите негови противници, и слушнете сега, и целиот народ им се радуваше на сите славни дела што тој ги направи. И споредбата за Божиото царство, одма после тоа. Зошто го зборувам ова? Лиде Сабајдето го спомна Римјани 14:17. А Божиото царство не се состои од јадење и пиење, туку од праведност, мир и радост во Светиот Дух. Божиото царство е во Светиот Дух. Кај живее Светиот Дух? Во мене и во тебе. И сега Исус, во контекст на исцелување на жената што 18 години била заробена, го кажува, го споредува што е Божиото царство. И не повикува нас во неговата, така да кажем, мисија. Дека сега Божиото царство е во нас. Ние не треба да чекаме посебни моменти. Ние не треба да чекаме недела. Ние не треба да чекаме во четврток молитва во поема. Ние не треба да чекаме само домашни заедништва за нешто да се случи. Или не треба да чекаме конференции каде што некој кој што е помазан во даровите што ги носи во себе си или во проповедањето, да само од него да примиме. Секој еден од нас го има Светиот Дух. А Божиото царство е во Светиот Дух. И затоа Исус на апостолите им рече: не трчајте по луѓе кои што ќе ви кажат: еј, таму е Божиото царство, еј, вамо е Божиото царство. Не. Божиото царство е во вас. А замислете, Исус се уште не беше распнат, се уште не беше воскреснат, се уште не беше вознесен и Светиот Дух уште не беше дојден. И тој им вели: Божиото царство е во вас. И помеѓу вас. А сега ние го имаме Светиот Дух. Црквата му посака добре дојде на Светиот Дух. Праведноста, мирот и радоста се во нас. Бидејќи Светиот Дух е во нас. И тоа е неверојатна привилегија, која што ниту ја заслуживме, ниту некогаш ќе ја заслужиме. Меѓутоа, Исусовата крв не направи достојни да кажеме: аха, сега јас сум тој почесен сад, за почесна примена, за да се прослави Исус. И сега видете, Исус им ги разниша сите традиции човечки што беа воспоставени. Не смееш ти да работиш на шабат, не смеат дела да се вршат. Се им скрши Исус, се им разниша. Апсолутно се. Бидејќи ништо не беше од Господ воспоставено, сето тоа беа човечки традиции. Исус донесе откровение и го донесе вкусот на небото. Вкусот на небото го донесе тоа разбирање за царството. И нели малце подолу не мора да го бараш во Лука 12 глава 32 стих вели: не плаши се мало стадо, затоа што небесниот татко со радост реши да ви го даде Божиото царство. Ле. Не плаши се мало стадо, бидејќи небесниот татко со радост реши да ви го даде Божиото царство. Што е царство? Или во македонски народни приказни Ѓорѓи Колозов, царштината. Што е царштината? Што е царството? Територија каде што надвладува и владее царот. Каде што се што ќе каже тој е закон. И така мора да биде. Амин. Тоа е територија на неговиот домен, каде што тој има домен, каде што тој има власт. Амин. Царштината на Христос, царството на Христос е сега во нас, бидејќи тој сега го има владењето и тој не е суров тиранин во нас. Многу е нежен. Светиот Дух е джентълмен. Светиот Дух е джентълмен. Халелуја. И многу е интересно
Знаете, нели, дека Исус и Јован Крстителот биле крвни роднини, така? И што се случува? Јован Крстителот го препознава дека Исус е оној кој што ќе донесе нова димензија на сваќањето на Господ. И нели се сеќавате во Евангелието и по Матеј и по Јован вика, еве го Божиото јагне што го зема гревот од светот. Значи, Јован Крстител сведочеше кој е Исус. И зашто се случува? Јован бива затворен, бидејќи нели го предизвикал Ирод, му чепнал во совеста и Ирод не знаел како да се справи и нормално применил сила и го ставил Јован во затвор. И сега што се случува? Јован најверојатно е збунет крстителот. Што е работава, зашто сум во затвор, а од друга страна слуша што се случува или какви чуда и знаци го следат Исус, нели? Бидејќи Јован Крстителот имал своји ученици, како што си имал Исус. Да. И Јован праќа своји ученици кај Исус и тие му велат вака. Слушај, Јован нас не праќа и ни вели вака да те опитаме тебе. Дали си ти Христос, тој што го чекаме, или да чекаме некој друг? Јавев, се изнасмеав, но во исто време се воодушевив од длабочината на мудроста на Христос. Значи, ние да бевме, шо бе, па тој мене ми рече дека јас сум јагнето на светот, шо му е него како заборел сега на такво откровение? Слушајте го одговорот на Исус. Вратете се и кажете му на Јован. Слепи прогледуваат, глуви прослушуваат, мртви воскреснуваат, сакат и оздравуваат. И на сиромашните, на бедните им се проповеда Божиото царство. Дали ти си Христос? Слушајте, одете и кажете ова и ова и ова и ова, што чувствате и што видовте. И добрата вест, на друго место во Евангелието пишува добрата вест за царството им се проповеда на бедните. Значи со тоа ги пратил Исус назад Јовановите ученици. И сега си видиш, леле, вау, во каква позиција или какви богатства изгледал во нас Господ како црква, што да им донесеме на луѓето. Знаете што, денес, поготово во светскава ситуација што се случува, светот го поставува истото прашање. Каде да се свртиме? Кон кого да се свртиме? Кому да му веруваме? Што се случува? Кон Исус. Нели, светот бидејќи не може да го поднесе името на Исус, или името на Господ, па сега ставиле небулозно смешна фраза универзумот. Нас не ни е наклонет или ни е наклонет. Мислам, меѓутоа светот е збунет. Светот го поставува истото прашање што Јован Крстител го постави. Слушај, дали си ти тој? Или да чекаме некој друг? Дали ќе ни избавиш или да чекаме некој друг што ја има силата да ни избави? Светот го поставува истото прашање, меѓутоа малце поинаку формулирано. Но сршта и суштината е иста. И сега Исус вика, црквата во овој свет е она што го носи истиот одговор. И сега Исус нас не овласти, не пушти каде и да сме во светот. Да сведочиме. Да им кажеме на луѓето. Еј, слушај, страдаш ли? Во Исус е утехата. Болен ли си? Слушај, Исус умре за тебе. Ти треба ли пробив? Исус е решението. Збунет ли си? Исус е јаснотијата. Ние не треба сега да чекаме некој друг да дојде. Бидејќи како беа наречени Христовите ученици во Антиох за прв пат? Христијани. Помазаници. Како што и Христос беше помазан. Што значи да имаш помазание или да си помазан или да си христијанин? Тоа значи да ги правиш работите како Исус физички да е присутен тука. И знаете што? Исус рече, ќе правите исти дела како моите.
И поголеми. Исус исцелуваше, ослободуваше од демони, дури да отидеше кај некого само да го допреше. Дури не пишува дека кога ги носеле болните дека се молел за нив, и само ги допирал. И знаете што? Со истиот тој аманет нас не остави во Марко 16 глава. Одете и од сите народи направете мои ученици. А овие знаци ќе ги придружуваат оние кои што поверувале. Во моје име ќе изгонуваат демони, ќе воскреснуваат мртви, дури нешто отровно да испијат, нема ништо да им наштети. Ќе полагаат раце на болни и тие ќе се опоравуваат и ќе оздравуваат. Истото тоа што тој го правеше, сега Исус вика, ќе правите дури поголеми од овие. Зошто? Бидејќи јас не сум дел од животот на оние кои што вас ви се најблиски. Ниту па вие сте дел од животот на оние што мене ми се најблиски. Но, и јас и ти имаме таа можност и помазание да го донесеме царството во црква. Затоа се делото поголеми, бидејќи сега не има насекаде. Амин. И сега не сме ограничени географски. Ако некој од вас работи како шеф во ресторан, царството е таму. Не е ограничен географски дека мора да е на служба за неговата молитва да биде слушната. Оној кој што чисти улици или оној кој што служи на било каков начин или работи. Царството е во нас. Царството е во нас. Ние веќе не сме ограничени географски. Затоа Исус рече ќе правите поголеми дела од овие. Има ли поголемо дело од воскреснување на еден мртов? Има. И лјадници мртви воскреснати низ цел свет. Амен! Нели? Исус го воскресна Лазар. И нели успат кога Исус воскресна, уште 500 други воскресна во Јерусалим, замислете што се случи таму. Меѓутоа нас не има сега на секаде ни светот. Дури на места каде што ние може не сме ни чуле. Евангелието за Божиото царство, за владеењето на царот е сега во нас и бара начин како да излезе од нас. И тоа е убавината, каде да сме, имаме можност да излезе тоа од нас. Бидејќи се ништо не спречува. Затоа црквата, затоа Христос нема план Б освен црквата за овој свет. И не се чувствувате под притисок. Бидејќи сте опремени со се што ви треба за живот и за побожност. Амин. Ќе ви раскажам едно кратко сведоштво што се случи пред неколку години, поттикнато од една проповед. Си реков, Господи, јас сакам каде да се движам, да станувам се посвесна и посвесна кој живее во мене. Бидејќи со тоа ќе го вклучам умот и ги вклучам чувствата и емоциите и мојата душа, а нели во Библија вели, душо моја, слави го Господа со се што си. Бидејќи Господ не ја исклучува душата, Господ ја вклучува. И затоа во Библија пишува, обновувајте си го умот, бидејќи Господ не ќе да го заобиколи умот. Господ сака да го вклучи умот, за да ја разберете силата на верата. Бидејќи Господ не направи целосни во душа, дух и тело. И јас поттикната таа проповед велам, Господе, ја навистина сакам да станувам се посвесна и посвесна каде да одам, кој живее во мене и што носам јас во мене, кого носам јас во мене. Во Дела апостолски 10:38 има една прекрасна живописна слика за Исус. Тој ги проживеа своите години на земјата, исцелувајќи болни, воскреснувајќи мртви и сите оние кои што ѓаволот ги притискаше и на сите страни правеше добри. Колку убава слика за Исус. Црквата е повикана за истото. И сега ја има силата
И одам јас во супермаркет и само што ја фатив квагата и викам, окей, Исусе, јас знам дека ти живееш во мене. И јас знам дека се што им треба на сите во овој супермаркет е во мене преку тебе. Во Твое име ги благословувам. И така влегов во продавницата. Знаете што се случи? Следниот ден ми пристапи еден од вработените. И ми рече вака, вика, искрено прв пат те гледам. Но едно нешто приметив, во моментот кога влезе цела атмосфера се смени. Зошто е тоа така? Дојде ти така. Видите колку е природно, нема туркање, нема со сила туркање на Евангелието во грлото на луѓето. Многу природно, а всушност е надприродно. Природно нам ни звучи, меѓутоа е надприродно човек да ја фати фреквенцијата на Светиот Дух и да го осети присуството на Господ. И сега ние во овој свет сме присуството на Господ. Вау, многу силно. Многу е силно, бидејќи некои од вас ќе си кажат, ама тоа Исус, ние не можеме сега скроз да се споредиме со Исус. Тоа не сме ние сега, знаеш, сепак. Да, меѓутоа Исус чудата ги правеше како човек. Бидејќи беше исполнет со Светиот Дух. Исус кога се крштеваше, Светиот Дух дојде врз него. Значи, Исус ги правеше чудата преку силата на Светиот Дух. И затоа Исус кажа, јас ништо не правам освен тоа што го слушам од таткото. А кога се крштеваше, од таткото Светиот Дух слезе во форма на гулав, нели, врз Исус и сите слушна, ова е мојот возлюбен син кој што е по мојата волја. Кај живее сега Светиот Дух? Во нас. Во мене и во тебе. Ние немаме Свети Дух заменик или ВД. Ние го имаме истиот Свети Дух што го воскресна Исус од мртвите. Амин. Децата наши во црква немаат Свети Дух Джуниор. Го имаат истиот Свети Дух што го воскресна Исус од мртвите. И затоа секој човек е скапоцен за Господ. Така и ние треба да ги гледаме сите. Не низ нашата призма на некој замислен систем на вредности, туку преку призмата на Христос. Бидејќи во Стариот Завет ќе најдете, јас сум Бог, Бог на секое тело. И сега ние сме вкусот, ние сме солта на земјата, нели? Ние сме вкусот за Господ. Вкусете и видете дека Бог е добар. Нели Псалм 34:8. Преку кого ќе вкусат луѓето дека Бог е добар? Преку црквата. Преку црквата ќе вкусат дека Бог е добар. Никако поинаку. Се пробале луѓето околу нас. Се живо и било. И еве не нас на сцена. Вкусете и видете дека Бог е добар. И луѓето преку нас ќе вкусат дека Бог е добар. Бидејќи ние вкусивме дека Бог е добар. Амин. Затоа апостолите имаа смелост да сведочат, бидејќи тие вкусија колку е Исус добар. Дури и тие апостоли што не успеа Исус во живо да го запознаат, вкусија ви видеа дека Бог е добар. И еден од нив е Лука. Лука не е од првите 12 апостоли. А сепак, Светиот Дух му ја дал честа преку Лука да дојде вистината за Христос. Затоа да се охрабриме. Ние физички не го видовме Христос, но Христос ни ја даде честа Светиот Дух да живее во нас и да го донесеме најдоброто нешто за овој свет, а тоа е Христос во нас. Ние треба да се во моменти кога сме обесхрабрени, посебно кога мисли како што спомнав претходно, ама
можеме ние, не можам јас како Христос, не можам јас да се споредам. Тоа е резонирање и размислување на душата. Ние треба да се храниме со Божиот збор, како нас Христос не гледа. Како нас Бог Таткото не гледа. Без да креваме раце. Значи, како реторичко го поставувам ова прашање. Колкумина од нас или кој од нас често пати му се случило да си легне навечер, а да заборави да се нахрани со Божиото Слово за работите со кои што се соочил тој ден и го сурнале надолу. Нам ни треба Божиот збор. Не еднаш, не два пати, се додека не доживееме пробив. И сакам да ве охрабрам вас тука што се и сите што ме слушаат во моментов или што ќе ме слушаат во иднина која ќе ја најдат оваа проповед. Едно нешто што ние го правиме кога сме под притисок или кога сме во неволја или кога искусуваме онака огнено испитување, така да се изразам, нели, како библиска фраза, ние ја правиме таја грешка и бараме одговор што сме направиле погрешно. Во Божјото царство све е наопаку, така да кажем. Светот ги поставува тие барања дека во моменти кога си под притисок, кога си во неволја, кога искусуваш тестирање или проблеми или конфузија, ти мораш да се покажеш и да најдеш решение. Тоа е во светот. Ама во Божјото царство не е така. Во такви ситуации во Божјото царство Бог ти вика, ја ќе те водам на тивки води. Светот вика, дури имаш можност, грабај! Затоа што после ќе немаш. Во Божјото царство вика, давај, и тоа што го имаш. Ако имаш две облеки, една дај. Светот вика, одмаздувај се, скапоцен си. Не смеш ти да дозволиш некој вака да си поигрува со тебе. Исус вика, простувај. 490 пати на ден. Ако некој ти врзе шамар, сврти му би другиот облез. Видете, во Божјото царство све наопаку. Така да се изразам. Немам друг соодветен збор. Простете ми. Меѓутоа, во Божјото царство све е различно, спротивно од тоа што светот го диктира. А пак, Божјото царство е единственото што ќе остане за цела вечност. Така пророкуваше пророк Даниел. Сите човечки царства ќе пропаднат, само Божјото ќе остане за цела вечност. Оној кој што живее во нас и прави дела преку нас, тоа ќе остане за цела вечност. И знаете што? Нам не ни требаат признанија, Нобелови награди и ово и оно. Ние знаеме кој сме во Христос и што се случува и кого носиме во нас, кога сме надвор во светот. Послушајте ме. Во моменти на притисок, во моменти на проблеми, гледајте да не си легнете без Божјото ветување за тој проблем. Бидејќи во време на притисок, ние треба да се храниме, а не да гладуваме. Јас моментално посетувам курс и имаше медицински дел каде што учевме работи од медицината и медицинската сестра за време на предавањето кажа кога телото ти е малаксано или кога се бори имунолошкиот систем со нешто, она што треба да правиш е постојано да се храниш. Посебно кога имаш висока температура, треба да примаш шекери, нешто, знаеш, онака, се повеќе и повеќе храна. Медицината го сватила Божиот принцип, без да му даде чести
слава на Господ. Сакам да ве охрабрам, црква. Во моменти кога поминувате низ некаков притисок, хранете се со Божиот збор. Амен. Се повеќе. Се повеќе и повеќе. Се додека не се случи тој пробив. Алелуја. Да гледаме да си легнеме навечер, окей, денес ова ми се случи, окей, ова и ова ми поттикна вакви чувства, ова некако ме изфрли од колосек, ова, она. Но Господе, во Твојот збор има вистина Твоја за мене и за себе ова што јас денес го доживав или што ми се случува или со кој што се случува. На тој начин црквата ја носи победата во Христос, бидејќи кога ќе се охрабрите вие сами, вие ќе можете да охрабрите некого друг. Така. Зошто Павле во Коринќаните, 2 Коринќани вели: благословен да е Бог, таткото на секој охрабрување и утеха, кој што самиот тој не утешува и охрабрува во нашата неволја, за да можеме ние да охрабриме и да утешиме некого во неговата неволја. Видејќи кога Бог охрабрува, тоа не е душичка. Него духовната атмосфера се менува, бидејќи Бог испраќа ангели на наша страна. Тоа е нашиот татко. Тоа е нашиот татко. Небесниот наш совршен татко. И затоа да се охрабриме, да ако некогаш треба, мада што секогаш треба и во време и во невреме, ако некогаш треба да сме едно со Божиот збор, тогаш е во време на неволја. Така. Тогаш е во време на притисок. Ако некогаш ни треба да сме едно, да се нурнеме во длабочини, тогаш тоа е. Што мислите кога Павле, апостолот Павле, кога беше ломотјотек направен во Филипи, во затворот, и кога им пишуваше писмо на филипјаните, мислите дека Павле чекаше на чувствата и на емоциите? Кога напиша во Филипјани 4:8 и најпосле браќа, се што е љубезно, се што е добро, се што е доблес, некаква пофалба, се што е достојно за славење, чисто што е вистинито добро, размислувајте за тоа. И замислете, рацете и нозете во клада, пуздеро ќотек направен, Павле го пишува тој стих. Пример. Вау! Дисциплина! Знам дека ние иш не го сакаме зборот дисциплина, бидејќи не потсетува на крутост, не потсетува на казна. Меѓутоа, знаете што, зборот дисциплина во Библија воопшто не е поврзан со казна. Кога во Библијата зборува Бог кого го дисциплинира бидејќи го сака, зборува Бог те насочува, слушај, јас со мене, која го испратив мојот син, ти донесов реалност која што е спроти реалноста во која што ти си сега. И заради тоа ти велам, хеј, охрабри се, испротистави се на таа моментална околност и реалност со која што си окружен преку откровението и разбирањето на она што мојот син го донесе. Во Лука 2 глава и 40 стих и 52 стих на 2 наврати е спомнато ова. И Исус и детето растеше и стана силно, исполнето со мудрост и Божјата наклонетост беше врз него. Значи ова е описот за Исус додека бил мал. Лука 2:40. Лука 2:52 вели: и Исус растеше во мудрост и во става, и наклонетоста на Бог беше врз него, но и наклонетоста од луѓето. Што мислите, дека ние како црква цело време никој нас нема да не прифаќа? Да, ќе има луѓе кои што ќе ни се противат. Исус кажа,
Ако мене ме слуша и вас ќе ве слушаат, ако мене ми се противе, вас ќе ви се противат. Но да не се фокусираме на оние што само ни се противат, да се охрабриме дека како што Исус имал наклонетост од луѓето, нели му се воодушевувале и ги примале сите негови зборови и се чуделе, леле, какви се овие зборови со авторитет, не сме чуле вакво нешто досега. Светиот Дух живее во нас, ќе има луѓе кои што истото ќе го кажат, леле, какви се овие Божји убавини, вакво нешто не сме доживеале. Амен. Фала ти, Господе! Но, почетното е дека Исус растеше и во разбирање, а со тоа и во мудрост. И ние треба да растеме. Нема да бидеме ние лишени или изземени од истиот процес низ кој што Исус помина. Не заради тоа што Бог не може да го направи она цанг-цанг инстантно, туку има нешто во заедништвото со Господ, еден на еден, секој ден. Јас често пати ја слушам во христијанските кругови фразата Исус треба да биде на прво место. Ја лично не се согласувам со таа фраза. Исус треба да биде централно место. Бидејќи, знаете што? Ние како суштества имаме тенденција брзо да го губиме интересот помеѓу она што ни е на прво и второ место. Бидејќи многу е тенка линијата за она што е на второ место. Да го заземе местото на оне што е прв. Бидејќи ние не туку така ставаме на второ место после Исус нешто, ставаме нешто многу вредно. И после известно време, ако не внимаваме, тоа што е на второ место може да го заземе тоа што е на прво место. Исто како на светската тениска листа со најдобрите тенисери. Без оглед што Федерер беше топ нач, ама лесно беше заменет од тој што беше дури на трето, четврто место. Исус треба да е централен, а не на прво место. Што мислам во тоа? Ако е на прво место, окей, сега ќе станам, ќе навијам сатот за вајда во 5 или во 6, ќе се молам, ќе читам Библија и после ќе терам работа. Тоа е всушност Исус ми е на прво место. А другите 10 сати кај е Исус? Кога на работа шефот ти вришти, кога колешката ти забила нож во грб, кога со ученикот или колегата на факултет ти изнервирал или ти изневерил. Кај е Исус тука? На кое место е? Ние сме повикани како црква да го видиме Христос во секого. И на тој начин да го повикаме тоа што не е во постојање, да во постојање. Затоа нас Исус ни го даде неговото име. Во моментов многу луѓе се тресат на едно име кое што и се поврзуваат со тоа име и тоа име им носи само страв. Зошто? Бидејќи небулозниот страв го сврзале со тоа име и не размислуваат за ништо друго. Меѓутоа, Исус, неговото име, нас не обновува и не исполнува со мир, со благодат, со чуда. Ние сме повикани да ги живееме тие моменти онака на чуда и на знаци. Како што Исус кажа, овие знаци ќе ги придружуваат оние што поверувале во мое име. Името ни го оставе Христос. Нели, ние многу добро си ја знаеме секојдневието, си го знаеме во Македонија. Кажи му, слушај, ми треба да ми ја завршиш ова работа, ќе можеш, и добиваме после повик. Слушај, оди утре во 9:15 и кажи му, Виолета те пушти. И ој ти си завршуваш работа. Зошто? Затоа што Виолета те пуштила и ти доволно е само да кажеш Виолета ме пушти. Така? Нели, тоа е нашето секојдневие во општеството. И горе-долу и сегде во светот. Кажи му дека ја те пуштив. Јас пред известно време требаше нешто да средам нека работа и барав. Кај да најдам ваков мајстор? И девојката ми излезе во преседника, слушај, кој ќе појдеш кај мајсторот ќе му кажеш Филјан, тој ме пушти.
Викам, окей. Значи, името е многу важна работа. Замислете се, Исус вика, во мое име. Во мое име. Црквата го поседува или го има името на Христос. Ако го читајте го Евангелието по Марко, топло ви препорачувам. Јас моментално сум сега во Евангелието по Лука и затоа и сите стихови излегува од Лука, бидејќи нели одам по тој план цела Библија за 365 дена во годината и прекрасно искуство, преблагодарна сум на Господ и од 1 јануари ќе продолжам пак одново и одново, се дека има здивно живот во мене. И меѓутоа читајте го Евангелието по Марко и се воодушевите. Ако на некое место во Библијата е безброј пати спомнат зборот веднаш, тоа е Евангелието по Марко. И му ги донесоа сите болни, Исус веднаш ги исцели. И се појави бура и апостолите беа уплашени, Исус веднаш ја смири бурата. И не знам што се случи, Исус веднаш го пушти својот збор и беше исцелен. Веднаш. Неверојатно е, многу е динамично и интензивно Евангелието по Марко. Меѓутоа, преубава динамика на Божјото царство, како Господ ја опремил црквата. И јас ве благословувам во името на Исус да ви се случуваат тие нешта. Да ви се случуваат, да ни се случуваат тие чуда и знаци. Знаете што? Досега светот горе-долу до некаде можеби успеал да ја, можеби на некој начин да ја омалакса црквата за некој работа. Меѓутоа да се вратиме на Божиот збор. И на она што Господ го има кажано за нас. И ако во текот на еден ден слушнете зборови што се како отровни стрели, нели во Библијата во Ефешаните 6 пишува дека нам често пати може да ни се случи да добиеме огнени стрели од злиот. Но знаете што? Не мора секогаш да ни влезат во месо. Штитот. Да окренеме штитот на верата. И во другата рака мечот на духот. Слушнав едно многу инспиративно излагање, зборот што е употребен во Ефешаните 6 глава за меч на духот, и ствари не е меч што ние го замислуваме мечот на Екскалибур и на крал Артур и сите витези околу тркалезната маса. Него е грчкиот збор употребен јатаган, кама, малечко. Значи не нож за сечење стекче, него и јатаганче. Зошто? Бидејќи го употребувале во тоа време кога ќе дојдела стрела со таквото јатаганче или кама да ја извадат стрелата. Дури да се случи во некој момент и да заборавиме да го кренеме штитот на верата, пак го имаме зборот на Господ. Да ја извадиме таа отровна стрела. Самите знаете колку во текот на секој еден ден сте бомбардирани со отровни стрели. Црквата, да го употребиме Божиот збор. На црквата е даден тој авторитет, Божиот збор да има сила и да е жив. Амен. Заради името на Исус. Амен. Значи црквата е опремена со Божиот збор, кој што е жив и со името на Исус. Амен. И затоа ние во суштина сме тие кои што ќе го донесеме она што на светот му треба. Амен. Дури кога мислите дека немате ништо во вас, лагае. Го имате Христос. Дури кога не чувствувате дека го имате, го имате. Знаете што, дури кога одите по улица, Христос ја зрачи, го зрачи неговото присуство преку вас. Дури кога вие не чувствувате. И затоа ве охрабрувам. Пријателите се со Светиот Дух, за да видите од што сте дел. Дека сте дел од црква. Единствениот и
величествен план на Господ за цел свет. Amen. Amen. Амен. Amen. Благослов.